Добро вечер, вие сте во Куќа на фудбалот. Наш вечерашен гостин, Никола Ѓошевски, фудбалски агент, поранешен младински репрезентативец, интернационална кариера, кога гледаме од овој аспект, сосема коректна. Спартак Москва можеби беше убава приказна, но таму не ги доживеат звездените моменти во периодот кога московјаните доминираа во рускиот фудбал. И кога веќе го споменав тој дел од твојата кариера, зошто не успеа во Спартак Москва? Бевте заедно со Игор Митревски, дел од тој тим на Олег Романцев, кој една деценија беше шампион во Русија? Па не успеав бидејќи бев релативно млад. Во тој период имаше подобри од мене. Нормално давав максимум како и секој друг фудбалер. Меѓутоа мислам дека во тој период, според моите квалитети и моето ниво што го имав, мислам дека тоа беше голем клуб за мене. Ова прашање го поставувам од причина што главна тема на вечерашната емисија ќе биде трансферот на македонските фудбалери, заминувањето од македонските клубови во странство. Вие релативно млад заминавте во Русија, во славниот Спартак Москва од Силекс. За трансферот на Игор Митревски многу повеќе се зборуваше во јавноста, за игрите да не зборуваме, бидејќи беше дел од првиот состав на Спартак Москва. Дали од оваа дистанца е добро што толку млад заминавте во голем клуб и дали сметате дека таа одлука од овој аспект е добра одлука, да не речам лоша одлука да се замине од Силекс во големиот Спартак Москва, а потоа да се бараат други алтернативи за клубовите, бидејќи се вративте потоа и во Македонија? Па видите, тоа е различно за секој фудбалер, зависно од нивото кој што го има секој играч одделно. Ако било за мене, да речеме од сегашен аспект, тоа грешка, за некој можеби не било, бидејќи во тој период играл стандардно, иако сме били иста возраст, да речеме Игор Митревски или некои други млади играчи кои што во тоа време одеа во странство. Значи, пак ќе кажам, тоа е различно за секој фудбалер. За мене лично, со оглед на тие клубови кои што тогаш можев да одам, тоа е грешна одлука, меѓутоа едноставно не се кајам бидејќи тогаш така сум мислел, така сум одлучил. Меѓутоа тоа е едно прашање кое што е доста интересно од аспект на тоа дали и сега овие млади играчи дали прават правилни одлуки. Едноставно, времето тоа го покажува. Не може да се каже за сите дека е тоа исто, дека е најпаметно да одиш таму и таму. Едноставно, зависи тоа од многу фактори, а според мене најмногу зависи од левелот кој што го поседуваш во тој момент кога го правиш трансферот. Значи, кога викам левел, тука мислам на све што спаѓа квалитет, глава, созреаност, ниво на фудбалска развиеност и така натаму. Така да психолошки не бевте дораснати да заминете во толку голем клуб, имајќи в предвид дека Силекс е релативно мала фудбалска средина. Ве лажеа менаџерите дека во Спартак ќе бидете дел од првите 11, дека ќе заработите многу пари, дека ќе реализирате голем трансфер? Одлуката на тоа, посебно кога те бараат повеќе клубови, да речем, одлуката е твоја, одлуката е на фудбалерот, не е на агентот. Се ствара погрешна слика, претпоставувам, тоа го мислат, значи повеќе луѓе кај нас дека агентот е тој кој што кажува каде да се оди. Да, тој е советник и така натаму, меѓутоа фудбалерот носи најчесто сам одлука, подпомогнат дали од своите родители, дали од својот агент. Така да во тој период сигурно дека јас сум сакал да одам таму бидејќи тоа е голем клуб. Но сега зборуваме од сегашен аспект дали било тоа погрешно. Да, за мене било. Меѓутоа тогаш јас сум мислел дека тоа паметно. Така да времето покажува дали е тоа паметно или не. Да сум одел во некој во тоа време јас се сеќавам добро, разговаравме за одење во Звезда, за одење во Бриш. За мене зборам и ете од сегашен аспект можеби таму ќе беше подобро, но пак викам јас не желам бидејќи тогаш сум мислел дека тоа е најдобро за мене. Од сегашен аспект не е тоа така. Да го пресликаме таа ситуација со ситуацијата на Елиф Елмас, нашиот фудбалски бисер. Вие бевте вклучени во трансферот на Елиф Елмас.
малиот Елмас треба да чека 10 години за да стави црта на неговиот трансфер сега во Фенербахче, дали е успешен или не? Односно, сите знаеме, не треба ниту да бидеш фудбалски агент, не треба ниту нивото или левелот, како што велите вие менаџерите или агентите, да биде на највисоко ниво, за да сватите дека ако оди во голем клуб или поголем од Фенербахче, или ако таму има успеси и игра, тоа значи дека одлуката била правилна. Па тоа го велам за секој играч, не само за Елиф Елмас. Времето покажува и времето ќе покаже и за него дали било тоа правилна одлука. Ние во тој момент мислевме дека тоа правилна одлука. За секој трансфер влијаат многу фактори кон носењето на таа одлука. Така да Турскиот јазик и познавањето на таа култура веројатно не беа клучни за заминувањето на тоа или тие беа во само Фенербахче. предност, не беа клучни, меѓутоа и желбата на Фенербахче да го види Елиф Елмас за своите редови беше исклучително висока. Многу клубови го сакаа, тоа не е тајна, меѓутоа некако Фенербахче како да највеќе го сакаше. Манчестер Сити покаже интерес, дури и самиот Елмас изјави дека луѓе од славниот клуб во Манчестер биле во Скопје на разговори. На прва, Манчестер Сити е во топ 5 во Европа. Сите тие клубови се достапни и после Фенербахче. Значи не мора да значи дека ако не го одбрал Манчестер Сити дека тоа нема да биде така наредни 10 години. Значи Елиф Елмас е после Горан Пандев играчот кој што фудбалски земено според скоро сите мислења фудбалски кај нас, значи играч кој што е извореден талент, кој што Македонија го немала и секако дека ние сме горди на тоа сите зборам и како публика и како Македонија и како навијачи и треба сето тоа он да го потврди бидејќи он е талент. Може би неблагодарно, ве прекинувам. Ке сносите ли вие како дел од луѓето кои биле вклучени во таков трансфер одговорност ако не успее, не дај Боже? Сигурно, дел од одговорноста и на луѓето околу него. Зашто да не? Тоа е факт. Меѓутоа Го земавме Елиф како пример, а ова се однесува на за сите други фудбалери. Сигурно, сите тие луѓе што се околу секој трансфер кој се случува, значи дали е тоа родител, дали е тоа агент, сносат дел од одговорноста доколку тоа не се покаже како најправилно. Меѓутоа тоа се покажало многу пати до сега, има такви милион примери кај што тоа е така, меѓутоа не е еден клуб само на светов, значи постојат повеќе клубови, заради тоа пазарот ќе те вреднува каде заслужуваш да играш. Доколку Елиф игра супер во Фенербахче, доколку Барди игра супер во Леванте, доколку Боби Николов игра супер у Видеотон. Некој пазарот ќе го стави на некое подобро место кај што он заслужува. Минатата година репрезентацијата до 21 година играше на Европско првенство, а репрезентацијата напредуваше повеќе од 90 места на FIFA ранг листата. Младинските репрезентации до 17 и 19 години влегува во елитна фаза. Јавноста очекува дел од тие фудбалери кои што беа носители на играта на националните селекции да направат големи трансфери. Колку е возможно инстантно да се продаде еден од тие или неколкумина од тие фудбалери кои ние ги означуваме како таленти? Па видите, очекувањата на јавноста се едно, пак ќе го спомнам, тој фудбалски пазар е сосема друго. Ние што сме вклучени во овој бизнис, многу добро знаеме дека не е свет тоа баш така како што јавноста го мисли. Нормално сите сакаме да сите тие играчи отидат во колку ше можно поголем клуб, меѓутоа реално Македонија како фудбалска земја треба да сме реални дека немаше голем рейтинг. Сигурно дека со овие успеси работите ќе се подобрат, меѓутоа ефектите од тоа нема да се одма, туку ќе се минимум за една година-две. Тоа значи дека треба да чекаме уште една година за да се реализира некој трансфер на фудбалерот младата репрезентација до 21 година? Ова лето 2018 ќе помине една година од која нашите млади у Полска направија за нас успех што сме се пласирале секако, меѓутоа да не забораваме дека таму ние бевме на последно место од 12 селекции. Да, 12 во Европа. Точно.
Меѓутоа таму бевме 12 место. Ја не викам дека тоа е супер успех за нас. Ефектите од тие успеси во поглед на тоа кој ќе се продаде, да кажам, полека почна да се реализираат Ели Фелмас, Барди, Боби Николов, Дарко Велковски. Меѓутоа може да се случи и да помине една година од тогаш, како што знаеме сите дека Дарко Велковски најверојатно иде у Риека на лето. Значи, ефектите, збориме за продавање. Вие знаете, веројатно, ние претпоставуваме и читаме. Па ете, тоа што го знаеме, најверојатно е така, дека тој на лето иде во Риека една година после Полска. Значи, ќе се продадат само најдобрите, ќе се продадат таму кај што заслужуваат, таму кај што ги вреднува пазарот и ништо повише. Тука не го вреднуваат трудот и вредноста на Дарко Велковски или Бобан Николов или Стефан Спировски и толку лесно дозволуваат го вреднуваат, меѓутоа за да он направи трансфер во некоја јака лига. Тие клубови сакаат прво он да се покаже во малце појака лига од нашата лига. Значи, дали е тоа Маđarска, дали е тоа Хрватска, дали е тоа, не знам, Романија. Тешко, многу тешко, клуб од Англија, од Франција, од топ 5 лигите, би купил играч од Македонска лига. Барди играше, мислам дека 2-3 години скоро у Маđarска. 2-3 години. Значи, Барди не играше 6 месеци, па да се продаде. 2-3 години играше и тоа сосема добро у една сосема солидна лига. Тоа значи дека сепак има исклучок, јас не викам дека е тоа правило, меѓутоа нашите играчи од Македонската лига по-реално е да одат во некоја таква лига како Хрватска, Маđarска или зборам генерално, нели? Па таму ако се покажат да одат во една Белгија, во една Франција, во една Холандија, него ли Холандија директно да купи некој од Македонска лига. Тоа е исклучок. Даниел Аврамовски, Бабунски беа означени како големи таленти. Дури десетката во Црвена звезда му ја дадоа кога пристигна Даниел Аврамовски. Бабунски дојде од школата на Барселона и не успеа на таа почва за која вие зборувате дека може да биде многу плодна условно за нашите фудбалери. Партизан и Звезда се соочуваат со ризик да не играат, да не добиваат шанса. Видите, Звезда во последниве, да кажам, од тој аспект радосни ќе бидат само агентите на фудбалерите бидејќи ги однеле во Па не мора да се срекне бидејќи таму они не успеале. Звезда, еве и за Бабунски и за Аврамовски се покажа како лош клуб и можам да кажам моје мислење дека тоа е лош клуб за било кој македонски играч. Зошто? Бидејќи едноставно времењата се сменети, Звезда има своји млади играчи кои што сака да си ги форсира. Ти како македонец таму си сепак странец и треба да си многу подобар од нив за да те форсира. Едноставно ние тоа го знаеме сите што сме во фудбалов дека посебно у Србија не е лесно, така да од тој аспект тоа не значи дека ако не успеале Бабунски и Аврамовски дека се они слаби играчи. Меѓутоа Србија, посебно Звезда, Партизан се тешки клубови за нашите македонски фудбалери. Треба да си два пати подобро од тие што ги имаат они, а знаеме србите дека имаат добри млади фудбалери. Така да од тој аспект ја не ги обвинувам фудбалерите, сигурно дека они сакале најдобро, меѓутоа ете Звезда се покажува како клуб кој што можеби не е баш најдобар за наши млади играчи. Колку македонските тимови, екипи се едноставно со успесите кои што ги остварија минатата сезона атрактивни за фудбалерите да доаѓаат тука во нашето македонско првенство и преку Вардар или Шкендија, па дури и Шкупи и Силекс да играат надпревари од европските купови. Лигата на Европа и плејофот на Шкендија веројатно донесоа одреден бенефит за македонското првенство, па и за клубовите и стана интересни и за фудбалерите кои доаѓаат од странство. Вкупно 7 трансфери се реализирани во овој трансфер период во Македонија, зборувам за играчи кои дошле да играат на нашите терени. 188 вкупно трансфери овој трансфер период. Видите, сигурно дека тие такви успеси носат бенефит за сите. Успесите на Вардар во Европа, успесите на Шкендија во Европа. Нели Шкендија 2 години поред минува 4 кола. Вардар направи историски успех
што се пласира во група на Лига Европа. Сигурно дека сето тоа носи бенефит. Меѓутоа пак ќе кажам дека многу е важно македонското првенство како такво. Значи не може да ние едве чекаме еднаш годишно да дојде скаут или некој агент и да го гледа Вардар против Розенбург. Значи они мора да ги следат во македонското првенство. Почесто нашите фудбалери. Тоа го немаме во Македонија. Тие скаути, агенти, тие одат во хрватското првенство, во маđарското првенство, во романското првенство. Па и во Србија можеби не толку, меѓутоа кога е дерби меч. Вардар Шкендија кога, јас верувам дека нема многу странски скаути. Вардар Шкендија, што е наше најголемо дерби сега. Значи, зборам за македонското првенство дека е слабо рангирано. Можеби тоа не е толку слабо, бидејќи Вардар и Шкендија се стварно добри клубови. Меѓутоа, како македонско првенство е слабо рангирано, не идат тие менаџери скаути на тие надпревари и мислам дека тука сме ние хендикепирани, бидејќи не може ние само да чекаме една-две утакмици годишно. Значи, зашто да не се дојде да се гледа некој играч од тука Вардар се гледа и влијанието на нашите агенти Сигурно. во очите на странците или на клубовите кои што бараат одреден тип на фудбалери. Тоа нашата задача тука е дупло потешка, бидејќи ние ги убедуваме странските клубови дека се ова добри играчи тука. Ако е слаба лигата, ако нема публика. Многу прав се крена околу политиката на Вардар која што ја водеа во однос на трансферите, во однос на Висар Муслију последно. Имаше подпишано аматерски договор на позајмица во Приштина, сите знаеа дека ќе замине во Шкендија, репрезентативец кој што страшно напредна во последната година. Демири едноставно непотребен, Николов кој што замена во Унгарија и ред други за кои што се зборуваше дека се незадоволни или немаат добар договор со Вардар. Како вие гледате на таа политика на клубот? Чија е тука одговорноста? Видите, тука за да одговорам на ова прашање многу е важно од која гледна точка на интерес. Од гледна точка на интерес на клубот, да клубот, заработи многу повеќе пари на од фудбалерите. интерес на клубот, клубот е највеќе крив, Вардар. Зошто? Бидејќи понудата за нови договори ја дава многу касно. На 6 месеци пред истек на својот договор. Тоа значи дека тогаш фудбалерот според Босман, според сите правила, 6 месеци пред да му истече, може да потпише за било кој клуб после тие 6 месеци. Тоа е случајот со Стефан Спировски Спировски, со Боби Николов, Дарко Велковски, тоа се све слични случаи. Од гледна точка на клубот, тука е крив клубот, бидејќи не им понудил на време нови договори. Од друга страна, ако гледаме од аспект на, ако си ти нивни агент, ти имаш интерес твојот клиент да напредува. Од тој аспект вие ги советувате фудбалерите да не потпишуваат. Ние не ги советуваме. Фудбалерите носат одлуки. Ако фудбалерот сака да си остане у Вардар, он ќе си остане у Вардар. Ако фудбалерот сака. Што и да го советува агентот, он сака тука му е добро, меѓутоа секој сака да оди напред, така? Меѓутоа ако он има уште валиден договор година-две и Вардар му нуди нов договор, ако тој не сака, си има други механизми кои се општо познати на тоа дека нема да го става да игра доволно, ќе се преговара околу трансфер. Сите знаеме дека Озил со Арсенал преговараат една година. Санчес една година. Зошто? Бидејќи година и пол пред да му истече Арсенал им нуди нов договор. Година и пол. И они година и пол, они година дена преговараат. Кога се гледа дека тешко ќе се остане тука, он го продава тогаш. Играчот. Сега со повеќе страст зборувате. Веројатно не ви е мака затоа што од аспект на агентите дека Николов и например Дарко Велковски Па јас затоа ви реков, зависи од кој аспект гледате. Повторувам, од аспект на клубот е крив Вардар, бидејќи не им понудил на тие играчи на време нови договори. Случајот Висар Муслију е друг. Ја не знам многу детали, меѓутоа тоа што го знам, он бил аматер за да не се плати тренинг компензација спрема Ренова, што е смешно. Аматер кој игра во првиот состав на Македонија против Италија, например, во Торино. Тука е крив Вардар, секако. И за сите тие случаи, ако гледаме од интерес на клубот, крив е клубскиот менаџмент. Ја викам менаџмент, нормално тој ше одговорен за тоа највише. Тие се највеќе криви за да вакви играчи ти заминат за мали пари или за ич пари.
Друга работа е тоа што во Вардар, тоа што го зборат сите фудбалери, дека имаат една таква среќа, што имате еден таков газда, кој што у принцип го зборат дека е многу добар за фудбалерите и дека доколку некој сака да си оди, он не им прави пречка. Тоа е сосема друга тема. И тоа е предност за фудбалерите. Меѓутоа, ако го гледаме клубот, тоа е лошо за клубот. Гешевски, бидејќи ги споменавме, а и рака на срце сами се изборија за еден таков статус, луѓето и јавноста, посебно фудбалската, да зборуваат за тие деца. Кој од македонските фудбалери кои се дел од националните селекции може да се означат како играчи кои што во иднина, блиска иднина, би направиле добар трансфер? Мислите на млада наша? Па видите, ние имаме сега според сите нас што сме во фудбалов, имаме една страшна U19 генерација. Знаете дека ги победивме Белгија, Швајцарија, кои што се изворедни селекции млади. За разлика од старата U21, некако генерално јавноста и сите ние сме на мислење дека оваа генерација 21 не е доволно добра колку старата. Меѓутоа, индивидуално земено може некој од нив пак да направи трансфер. Меѓутоа, како тим, они се послаби, нели, од старата млада селекција. Да не изоставам некој, мислам дека од U19... Веројатно давате белешки со име и презиме, или барем со презиме. Па види, секој си дава белешки за своите играчи што ги застапува. Значи, не дават на сите. Знаете, сепак агентот си го презентира само својот играч, нели? Не ги презентира сите. А скаутите на тие клубови, они даваат општа белешка за сите, нели? Мислам дека од U19 можеме да очекуваме, освен нели таму Ели Фелмас, кој што е најдобар играч, тука се уште Јани Атанасов, тука се Енис Фазлагич, Миле Тодоров, Филип Тријановски, у Келн Дарко Чорлинов, во Спарта или Славија Прага Трапановски. Според мене тоа се сите, ете уште некои сега да не испуштам, мислам дека имаме златна генерација која што мислам дека може да го повтори успехот на младите од Полска. И да не го заборавиме Боби Милевски, кој што мислам дека ако остане селектор на млада, мислам дека ќе му дојде една одлична генерација со која што може заедно со Боби да се повтори тој успех. Не знам кој би ги водел нив, можеби пак и се остане Вујо со нив и така натаму, меѓутоа мислам дека таа една спојка на сите тие луѓе заедно и со тој квалитет можат да го повторат тој успех. Набројавме, не знам, 7-8 имиња на млади фудбалери и веројатно е успех ако барем двајца или тројца успеат да направат трансфер кој што би им гарантирал дека ќе играат и место во некој. Моје мислење дека сите од нив ќе направат трансфер, но не во исто време. Некој ќе направи порано, некој покасно. Некој ќе има среќа, некој толку ќе нема среќа, некој не дај Боже, можеби ќе има некоја повреда, некој не. Така да сите се тоа квалитетни играчи кои што еден ден некаде ќе одат. Меѓутоа нема да одат сите наеднаш во исто време. Тоа значи дека некој ќе се озрее покасно, некој ќе се озрее порано, некој нема да игра доволно у својот клуб. Некој ќе направи у некој голем клуб трансфер, некој среден, значи сите од нив според мене во различно време ќе направат некаков трансфер. И пред крајот од вечерашниот разговор, бидејќи го споменавте и Санчес, и Озил, и сите ние секојдневно сме затрупани со сите тие милиони кои што одекнуваат во медиумите и сумите кои ги заработуваат фудбалерите. Јавноста знае за двајца светски менаџери, за Мино Риола, кој што му е менаџер на Златан Ибрахимович, и за Хорхе Мендес, агентот на Кристијано Роналдо. Па дури се споменуваат и сумите кои тие ги добиваат како дел од работата на Ибрахимович или Кристијано Роналдо. Колку заработуваат агентите тука кај нас од трансферите кои што тука ги создаваат или надвор? Вкупно споменав 188 трансфери има овој трансфер период во Македонија. Прво, тука би го додел и нашиот Фали Рамадани, кој што е исто така светски познат агент, да веднаш дополнам и на Жорж Мендеш и на Мино Реола.
Зошто? Затоа што сепак тој е македонец кој што е тука роден и кој што живее во Германија и прави светски големи трансфери. Друга работа, заработката на агентите е веќе регулирана и со ФИФА. И со ФИФА прописи, што не мора да значи дека мора да е така, меѓутоа у принцип заработката веќе на агентите е од 5 до 10% од сумата од трансферот или сумата од платата, со тоа што заради тоа што тоа се многу скапи фудбалери, тоа се многу високи суми, заради тоа се и високи сумите што ги земат агентите. Меѓутоа ако споредиме процентуално во еден мал трансфер, 10% или 7% на 100.000 евра е 10.000 евра или 7.000 евра. 10% на 80 милиони е 8 милиони евра. Така да од тој аспект тоа се големи агенти кои што имаат големи играчи, тоа се превисоки суми и заради тоа нивната заработка е многу голема. Клаузулата на Елиф Илманс ја знаете во Фенербахче? Тоа беа шпекулации, се уште се шпекулации, нема никаква клаузула, едноставно преговарачка е таа цена. Ви благодарам што бевте дел од куќа на фудбалот. Ја се надевам барем дел од овие размислувања за нашите фудбалери, нивниот квалитет, дека можат во иднина да се остварат. Ви посакувам многу здравје. Благодарам и на вас. Никола Ѓошевски, фудбалски агент, беше дел од куќа на фудбалот, а еден исклучителен трансфер пред 6 години, тогаш 17 годишниот Дени Илиев, струмичанецот, направи во Арсенал. Дени беше во Скопје, еве ги неговите 10 минути во куќа на фудбалот. Веќе 6-та година сум во Лондон. Уживам во клубот кој што ме научи на многу работи. Таму заминав како дете, пораснав, научив јазик, го научив тој стил на фудбал кој што Арсенал говора, така да преубаво ми не можам да кажам ништо лошо за клубот кај што доаѓа. Учиш како да се понашаш, учиш како да играш фудбал, како да се представуваш, како да разговараш со луѓе, од секој можен аспект знаеш како едноставно да живееш во животот понатаму, посебно како фудбалер. Петар е многу интелигентен, многу добар. Тој е мој омилен голман, уште јас кога почнав да се бавам со фудбал. Петар Чех и Буфон ми беа омилени голмани и се уште ми се. Така да Петар ме научи на многу работи за голманот, се уште учам, се уште ми кажува некои грешки кои што ми помагаат, тоа се многу мали детали кои што можат да сменат многу во играта, така да јас уживам да работам секојдневно со Петар Чех и чест ми е и учам многу, можам да кажам дека многу повеќе сум направен после неговото доаѓање во Арсенал. Животот во Лондон ми е убав затоа што јас играм фудбал, јас сум таму да играм фудбал, така да многу поретко излегувам, но кога излегувам уживам, имам многу опции каде и да одам во Лондон, така да животот во Лондон е преубав. Тоа е клуб кој што се сака да се бори за тоа да освојува титули во Англија, Лига шампиони и Куп Европа, но Арсенал е клуб кој што работи на млади играчи, кој што ги прави играчите, па потоа преснуваат во големи играчи и се работи за големи трансфери. Но се надевам дека во блиска иднина ќе имаме шанса да освоиме некоја титула. Обично сум најдобар со голманите, но исто така сум добар со Джек Вилшер и Жиру. Сите се добри, интелигентни, паметни момци, така да никој од нив не е арогантен. Јас бранам до тимот до 23 години. Сега принуден бев да бранам до тимот до 23 години, затоа што, како што знаете сите, скоро се вратив од долгата повреда која што имав на моето колено, па ми треба некој извесен период на утакмици каде што можам повторно да ја вратам таа самодоверба. Сега јануари е трансфер преоден рок, што се надевам дека ќе има некој клуб каде што ќе може да заменам на позајмица, да стекнам малку поголемо искуство и се надевам дека работите после таа позајмица ќе одат во посакуваниот тек. Па во фудбалот ништо не се знае. Јас работам напорно и се трудам да добијам место каде во првиот тим на Арсенал, но во фудбалот никогаш ништо не се знае. Така да очекувам во секое време и сум спремен. Петар е големо и звучно име. Петар ќе брани не уште многу долго, но валјда да договора до кога му важи, но јас учам од него се уште и тоа е конкуренција меѓу нас, така да кога тога се надам дека ќе пробам да застанам на местото каде што тој стои сега. Да, искрено бев многу разочаран, така да мислев дека тоа беше крај на мојата кариера, како што многу луѓе помислеа.
Имав 4 операции на десното колено, кои што 24 месеци не можев да играм фудбал. И имав се уште надеж дека пак ќе се вратам, исто така пропуштив европско првенство, загубив 2 години тренирање, учење и играње, кои што можеа да бидат многу поразлични за мојата кариера, но еве сега се вратив, се тоа што ми се случи ме направи да бидам посилен и да ги ценам работите многу повеќе кои што ги имам за сега. И работам напорно и очекувам да стекнам некое големо искуство во наредните години и добар успех. Немав многу прилика да играм многу надпревари за селекторот Вој Милевски, играв 2 или 3 надпревари, така нешто. Но таа репрезентација е дефинитивно најдобро за кое што јас сум играл, така да сите фудбалери, сите мои колеги сме како една фамилија, добро се познаваме, се уште до ден денес се дружиме, се слушаме, контактираме и се надевам дека сите тие мои колеги и фудбалери во иднина ќе предонесат големи резултати на македонската фудбалска репрезентација. Познавајќи ги фудбалерите, познавајќи квалитетот и нормално сега ова нова лига, мислам дека имаме шанса да се пласираме на понатамо, но мораме да бидеме трпеливи. Тоа и успех не доаѓа преку ноќ и како што кажав, екипата има квалитет и се надевам дека ќе имаме повторно шанса да се радуваме на нови успеси. Горан Пандев е дефинитивно најдобар фудбалер за македонскиот фудбал. Тој постигна многу. Тоа го кажува неговото освојување на Лигата на шампионите, титулите со Интер, играњето за нашата фудбалска репрезентација, долгите години, долгата кариера која што има. Така да, дефинитивно Горан Пандев е еден од нашите најдобри фудбалери. Ми недостасува, да. Ми недостасува и тоа не можам да го скријам. Но јас сум во Арсенал, во Лондон, да работам, да успеам, да постигнам нешто што сум зацртал, така да фокусиран сум 100% на постигање некој успех во Лондон. Премиер лигата е, како што сите знаеме, многу тешка и неизвестна лига се до самиот крај. Така да има уште многу утакмици, многу надпревари да се игра, така да мислам дека да Арсенал ќе обезбеди тој тим заслужува да биде во Лигата на шампиони. Јас бев резерва на купот против Норвич. Така да има уште многу надпревари, се надевам и работам напорно, како што кажав, да добијам шанса не само да бидам резерва, туку и да брам. Ви благодарам што бевте дел од вечерашното издание на Куќа на фудбалот. Поздрав!